Добар ден, почитувани ученици, родители, оделенски наставници, наставници по физичко и здравствено образование. Да, овој час од темата за опознат се со своето тело ќе изработиме методска единица која што кажува што можам да направам се со моето тело. Во ова методска ние сакаме да представиме со кои делови од тело можеме да ги направиме некои движења, вежби во место, но во, ајде да кажеме, вториот дел ќе направиме вежби со движење, односно што можеме движечки да направиме ние во нашата соба, во нашиот дом или од една во друга соба нешто да осмислиме, така да за овие 10 минути имаме на лепезичка на покажани вежби кои што може да ги изведувате и на частот сега и да ги изведете и после овој час. Инаку, на ова видео, како на претходното и на следните, ќе имате можност со техника на 360 степени снимка, ќе имате можност да го ротирате видеото или пак со маус со глувчето преку екранот, или пак ако сте на телефон да го движите телефонот, ако ви е тач да ја вртите сликата, или пак да ги искористите на очарите VR опцијата за да го ставите телефонот и да сте малтене присутни овдека во сала. Ние полека се префрлуваме во нашата собичка, каде што ќе ги почнеме вежбите за во место. Да речеме, ако почнеме од горе надолу, од вежби за врат, да кажеме со главата, движиме главата напред-назад, како врапчето да клука, оно што се вика трошки, зрнца, и напред-назад се движиме, го раздвижуваме мускулатурата на вратот. Може да задржиме за да го истегнеме сега со допирање на вратот или туркање на вратот кон назад, до грана коска или туркање кон назад за да ги истегнеме предните и задните мускули на вратот. Може во лево и во десна страна да ги движиме како да одрекуваме нешто, или пак да бараме нешто, барам. Ги раздвижуваме и загреваме мускулите, но може да задржиме за да ги истегнеме 7-8 секунди. Овде ќе прикажеме со 2-3 задршка за да можеме повеќе вежби да објасниме, да покажеме. Кружни движења со глава во лево и во десно, значи дека уште подобро ако се затворат очите, малце се го почувствуваме она движење на тело, навистина ги релаксираме мускулите во една и во друга страна и можеме со отклони во лево и во десно веќе 7-8 вежби за врат, каде што полека, внимателно, ако се изработат, навистина ќе придонесат за она што се вика загревање и истегнување на мускулите на врат. Со подобро продолжуваме на раменици, иако сигурно дека позгодно е малку рамениците да се протресат, да се размрдат, да се раздвижат, кружни движења кон напред сега, потоа вратот, но сега ради некоја хронологија, ради некој редослед, ги покажуваме од горе надолу вежбите, но подоцна во следните часови ќе објасниме што тоа може да се направи уште подобро. Напред, назад, горе, доле, да ги менуваме равниците, може во исто време да истресеме, да се опуштиме и така натаму. Ако сакаме да ги активираме раците и рамената, можеме со расширени раце во одрачување, став споено, направиме некои вежби крстување, па одрачи, крсти, одрачи и овдека, може едно крстување дијагонално во повеќе правци, различен број на вежби, може да кажеме да пливаме напред, може, ако сакаме, да усложниме или малку да се раздвижиме, може пливањето да оди кон напред, но сега полека се движиме сите, одиме и кон назад. Пливање. Меѓутоа, кажеме дека ќе пробаме вежбите за движење да ги направиме во следниот дел на час, за да не направиме некоја забуна, да полека вие се воведувате во оваа работа. Од рамењата да ги вклучиме лактите,
може кружни движења да ги изведеме кон натре, истовремено, може кон надвор во исто време, но може да се бркат една па друга и кон надвор. Еве за лакти, да кажеме, овдека згрчено, па надрачи, згрчи, одрачи, згрчи, надрачи, згрчи, одрачи, згрчи, надрачи, згрчи, одрачи, згрчи, надрачи или пак предрачи, згрчи, одрачи, згрчи, предрачи, згрчи, одрачи, згрчи. Еве на некој начин како да се браниме нешто или како да нешто да чепкаме брзински, правиме, но ги загреваме и мускулите на, односно зглобовите ги раздвижуваме во лакти и ги вежбаме мускулите од подлакти. Еве овдека сега некоја покажани вежби претходни часови, но добра е за раздвижување на зглобна шака, провртување на зглобовите со фатени прсти, една преку друга новкрстена, па раздвижување на овој начин, истегнување на истите, еве да кажеме, прсти, па истегнуваме целата рака, ајде позгодно, па на друга страна, може да се стегнете нагоре, но подоцна на прсти, па спуштаме и туркаме назад, или друга, да спуштаме влад, туркаме назад, а има вежбите што можеме да ги хватиме, прсти со прсти, да ги повлечеме уште после. Еве, од врат, раме, лакта, зглобна шака на прсти, стегнување на сите тие мускули, генерално прикажани во 2-3 минутки, каде што има можност да креирате, да направите и други вежби, но за ова видео еве ќе ги покажеме тие. Ако преминеме на вежби за труп, ќе искористиме од став расче корен, еве, рацете во одрачување да направиме засоци, или згрчени во лакти да направиме засоци, каде што ќе ги раздвижиме мускулите на труп. Но можеме овој засоц да го изведеме и со раце во надрачување. Може со раце во расширени раце, па во одрачување и заступени кон назад. Тоа се 3-4 опции на засоци, но сега еве да кажем, ајде да може да направиме и отклони. Отклон во лево, отклон во десно. Со една рака преку тело или пак со фатени раце, отклон, значи во комбинација. Ова отклон може да оди и само со спуштени раце, но една рака да допре до коленица, па до друга коленица. Неколку типа на отклони, ајде да речеме предклон напред, па може со задршка предклон да биде, а да речеме да работиме со раце за да ги активираме мускулите на грбот. Ако сакаме може да вклучиме од предклон глава до долу, па раце низ нозе, па горе, па суштено свиткување и сме опишале, да речеме, неколку вежби за предклон. Но од расче горем став поширок, па може од отклон, предклон, отклон во друга страна, затклон и со едно кружно движење да ги опфатиме овие 2-3 вежби заедно и да го изведеме движење. Ако сакаме да направиме комбинација со раце и труп, да ги поврземе сите претходни мускули од претходните опишани делови, од расче горем став, правиме го предклон, па засоци со рацете, главата може да го прати движењето и да биде уште поголем. Еве, ајде да кажеме сега да преминеме одиме према нозете, може да расче еден став, кружно движење со колко. Тука веќе и во предклоните ги вклучуваме нозете на некој начин, но ајде да кажеме поголем акцент на мускули на труп и претходно на рацете далоко. И сега полека одиме кон нозе. Ајде да кажеме за нозе, можеме, нека биде еве од став, од стоечки став, ја свиткуваме под коленицата кон горе, ја фаќаме и го истегнуваме предниот дел, предната ложа, некој и да кажеме на другата нога пак одржуваме равнотежа и е активна. На другата нога може да направиме промена и движиме споен, од став споен се пуштаме напред, во длабок предклон, сите
зглобови исправени, значи нозе исправени во сите зглобови и пробуваме да се спуштиме до прсти, до под, зависи на колку може, но да не се свиткуваат колениците. Еве да расчекорен став, па може да се поспуштиме на лева нога, да се поспуштиме на десна нога, да го изедеме тоа со свиткување, со свртување на прстите во иста страна и напредната на задната нога, затегнати во сите три зглоба позади и се спуштаме кон предна нога. Пак на друга страна, имаме почучнување на, например, на лева нога, искружени прсти кон горе и сите и коленица, значи целата нога да е искружена кон горе, може да повлечеме, пуштиме и да изведеме таа вежба за истегнување. И сега, еве, ако беа ова малку по-статични вежби, еве можеме веќе динамични, со исчекор кон напред и раце во надрачување. Кажеме ова вежба за истегнување на предниот дел над коленицата, но веќе одиме во место, во движење. Може со предножување и предрачување напред да се допрат раце нозете. Речеме, ајде, можеме од надрачување со раце да направиме одрачување во страна со нога и со рака, исто на друга, и да ги изведеме. Да комбинираме раце, нозе, труп, така. Ајде сега да дадеме вежби малку за раздвижување, па да речеме, ако одиме на кај колениците, можеме да ги загрееме во движење во страна, во лева, во десна страна. Да кажеме со висок џок или со високо кренати вленци, па ќе вклучили раце и ова веќе може да го работиме и во движење во нашата собичка, каде што ќе имаме можност или пак, еве да речеме, ако се преминиме на зглобови на скошниот зглоб, на стопалото и прстите, уште ако сме без, да речеме, без обувки, па може да се загреат и прсти да се малку да се раздвижат, еве како за пример. Значи зглоб на стопалото, зглобови на прстите ги загреваме и сигурно ќе сакаме да ги истегнеме со застанување на прсти, па почуваме одење, кое што може да премине во одење и во друга соба, не да речеме во ходник, па одиме во друга соба и еве овдека можеме да речеме ако е тоа дневна или некој долг ходник или презграда, нека можеме да одиме со одење напред, но почуваме и одење на назад преку прст и пета, за да не падне. Можеме и лесно трчање, иако сме во домот, може да се раздвижиме со лесно трчање, но лесно трчање и назад. Еве за пример ќе дадеме движење во страна, со вкрстување на чекот, трчање во страна. Зашто да не? Во овие 2 метри во лево и 2 метри во десно, од вратата до прозорецот во собата, можеме овие вежбички да ги покажеме. Може од дочекор, значи дочекор, и еве веќе се движиме во одење, преминуваме во лесно трчање или подскокнување сега веќе кон напред и кон назад. За да ги поврземе сите три зглоба и мускули на трупот, ќе ги покажеме вежбите за со подчучнување, но еве за динамика, ако кажеме дека можеме и во движење, можеме 1 чекор 2 чучни стани, 1 чекор 2 чучни стани. Истото и на спротивна страна, 1 чекор 2 чучни стани, 1 чекор 2 чучни стани, чекор 2 чучни стани и полека ги поврзуваме сите оние движења. Значи, можеме што можеме со своето тело, кажуваме од движења, да речеме од глава до петица, што викаме ние, со сите делови на тело направиме вежби кои што ќе ги изведеме во место, а потоа со поврзување на тие делови од тело и на тие мускули правиме вежби
во движење. Се надевам дека овдека покажавме вежби кои што лесно ќе ги изведете. Може не се дел од некоја забавна игра, но сигурно дека ние мораме во овај, да речеме, образовен дел да ги изведеме овие вежби со некој редослед, да ги покажеме во некоја комбинација на изведување и да понудиме можност за работа од дома, каде што вие заедно со вашите членови од семејство ќе можете да се договорите што и каде да вежбате, значи што може од овие вежби и во кој дел од домот да ги изведете и во време трајање барем од 10 минути како на овој час да ги реализирате овие вежби. Благодарам и се гледаме во следниот час. До гледање.